За Лота и крстот Христов, чита Александар Станојков. Од кога сгрешил Лото со ќерка си, сеедно го мачела мислата дека сгрешил. Мачејќи им го мислата и немајќи раат на душата, отишол на еден манастир да се сторил кауѓер за да му се простит греот. Прво се исповедал на дуовник за после да го приимат да бидит кауѓер. Кога чул дуовникот од Лота греот што сторил, страшен канон му дал за греот да му се прости или да не му се прости. За тој страшен грев што си го сторил ти, Лоте, му рекол дуовнико, од мене проштење немаш. Канонот што ќе ти го дам, а ако можеш да го исполниш, може Господ да те простит, чунки тој е милостив. Кажи што канон да исполнам, оче дуовниче, му рекол Лот, и готов сум да го исполнам, само да му се прости грео и да имам раат, оти ни ноќи имам раат на душата, ни дење. За греот твој, Лоте, да ти се прости, треба да пресечеш 3 суровици од планина и да и клаиш во огон да подгорат арно, после да појдиш на Филјан раскрсницата да и посадиш и до 3 години да и вадиш со вода ката ден по 3 пати. Кој ден ќе ти се ватат гламните и лист да пуштат, до тога и греот ќе ти се прости. А ако пак не се ватат и лист не пуштат, да знаеш, оти Господ нема да те простит, му рекол дуовникот. Кога чул Лот од дуовникот тие зборои, му бакнал рака и трештил с планина, та пресекол 3 суровице и нагорел арното и посадил на една раскрсница. Од часот што и посадил, почнал да и вади. Си направил еден мев од една кожа и пошол кај една река, та го наполнил со вода и го кренал на рамо да го носит. Одејќи по патот, му излегол ѓаволот, уморен, ожеднет, се препреел веќе како умрен за вода. Аман бре човече, му рекол ѓаволот на Лота, дај ми една вода да се напијам, оти изгорев од горештината. Едно го чул Лот ѓаволатого и веднаш го стимнал меот со вода и му дал да се напиет. Ох, што се оладив, му рекол ѓаволот на Лот, аме едно пиење што сторив, саде за ќеф. Кога виде Лот, оти целиот мев му го испил ѓаволот, на чудо беше станал. Видел, не видел, се вратил назад и пак го наполнил меот со вода и тргнал да оди за да и навади гламните. Арно туку ѓаволот ич го оста да и навадит гламните. Поодил Лот и пак беше му излегол ѓаволот препраен на друго лице и му посакал вода да се напиет. Му дал Лот вода да се напиет ѓаволот и тргнал да оди кај гламните да и навади. Арно ама поодил малце и пак ѓаволот му излегол на друго лице и му посакал вода пак да се напиет. Му дал Лот, при се што му беше мака да му дава. Арно ама така беше му нарачал дуовникот. Кој да му посака вода, да му дава, за да му велаат Бог да те прости. Чунки 40 мина да речат Бог да те прости, во еден ден му се проштал греот. Арно, ама, ѓаволот во 39 пати на ден му се препрал и вода му пијал, ич Бог да прости не велел. Утредента, пак ѓаволот го пречекал Лота и му ја испил водата, та не могол да однеси на 3 гламни нити по една капка вода. Третиот ден пак така. Дури до 3 години го мачил ѓаволот Лота. Токму на 3 години веќе му се нажалило на Бога за маката што го истргал Лот и го сторил ѓаволот да сгреши ѓоа, та рекол кога се напил вода, Бог да прости. И тога веќе Лот малку се ослободил и се рекол со умот, оти може да се прости. Та пошол со празниот мев кај 3 гламни посадени и нацедил од меот по 3 капки вода на секоја гламна. И за чудо големо, веднаш гламните беа се ватиле и лиси спуштиле. Кога почнале да растат, во 3 месеци пораснале како кога ќе порастеа во 3 години. Се прочуја тие 3 дрвја по целата страна на нивната големина и убајина. Поминало време, заминало, и дошло време да ја прави премудри Соломон света Софија и му потребале 3 тавани многу дебели и многу долси. Пуштил луѓе да бараат по сите гори и планиње,
Арно, ама нигде не могле да најдат такви угодни дрвја. Најпосле му кажале за три дрвја од главните што и посадил Лот. Кога разбрал цар Соломон, пратил мендизи да и видат и да и мерат, ако се угодни да и пресечат. Пошле мендизите кај дрвјата и бендиселете и пресекле. Од кога и донесле кај Света Софија, и мериле и пресекле колку што требале. Прво беше и опкоале со сребро и злато и после и вкачиле горе кај што беа мерени да и клаат. Кога беа и клале, подолзи беше излегле. И симнале долу и според мерата беше и пресекли и вкачиле, пак и мереле, пак долзи беа излегле. И пресекле горе според местото, куси му дошле. И симнале долу, пак и мереле според мерата, долзи беа излегле. Неколку пати така беа мереле и се така дрвјата си играле со мајсторите. Најпосле му кажале на премудри Соломона и дошол сам да види каква ќе биде таа работа. Од која видел цар Соломонот и трите дрвја си играле со него и со мајсторите, сетил тој од имат некоја скришна работа во нив и проколнал вака: Триш проклети да сте вие три дрвја што си играте со мене и со Света Софија. Заповедал Соломон да се клаат тие три дрвја наместо мост на еден лош батак што имало тамо. И тоа место, кај што се клале трите колнати дрвја, си зело име мостот од тришколнатите дрвја. Во времето Ристо одела една царица да го види Риста и да го чуе. Дури одела царицата, се што видела, се по патот испишала. И кога дошла кај тие три дрвја, прашала за името на мостот. Името на мостот, честита царице, ја рекол некој тие што ја воделе, му е од тришколнатите дрвја. На царицата се чуло вака: Како? Триш благословените дрвја? Повторил човекот: Не се честита царица благословени, ама и триш проклети. Како триш благословени? И третиот пат така рекла царицата. И така од цар Соломона проколнати биле дрвјата, а од царицата благословени. Кога го пресудиле Риста да го разапињаат на крст, Мунасип беше се нашло од мезличот еврејски да иземат трите дрвја колнати од цар Соломона, што биле клаени за мост. Со голем ќев беа отрчале евреите и кренале дрвјата, те беа и направиле три крста и на едниот крст растнале Риста, а на другите двојцата Арамии. Трите крстои беа и врлиле евреите во една пештара и беше се заповедало од хахамите сите евреи да врлаат ѓубре, та да не се знае кај се крстоите. Поминале бајги години. Дошло редо цар Костадин и царица Елена да бидат во Стамбул. Цар Костадин имал една болест на снагата сета во струпје. Еврејските екими му рекле на царот да заколите не знам колку илјади рисијански деца и со крвта на децата да се мачка за да оздрави. За пусто здравје царот замижал и заповедал да соберат рисијански деца. Арно ама зер не ќел Господ да загинат толку деца рисијански и му се сонило на царица Елена да одит кај што бил крсто Ристов закопан, да го извадит и да го измиет со вода, та од таа вода да се измие царо и ќе му оздравила болест. Отишла царицата во Јерусалим и истегнала евреите да кажат каде е. Арно ама никој не знаел каде е, освен првиот хахам. Го стегнала царицата да кажи и тој не кажал. Најпосле запалила 2 купа јаглење и уготвила еден ражен и го грабнале син му Хахамо да го печат на ражено. На страва згора беше кажал Хахамот и крсто бил под едно големо буниште. На буништето никнувал босилјук и секој утро евреите го чинеле, а Арнамо според благослов Божи пак тој си растел. Пошла царицата на буништето и свикала народот да копаат. Сопрво расврлала пари царицата и поради парите народот го копале буништето, дури се нашле крстоите. И сега не знаела царицата кој крст е од Риста. За чудо големо, ете му еден мртвец кај го носат на гробишта. Рекла царицата, чекај да ги клаам крстоите на умрениот и да видам кој крст ќе направи чудо, тој е Христовиот. И сите три со ред беше и клала и од крстот Христов воскреснал умрениот. Го зела него царицата, го бакнала и со голема чест го однесла дури Стамбул.
Бидејќи беше се сонило на царицата да го измиет крстот и од водата да се измиет царот, се измил и оздравил од струпјето што имал. И од тој саат веќе се сторил цар Орисјанин заедно со царица Елена. Крст Ористов, бидејќи бил многу голем, го пресекол цар Костадин од сите 4 крајови и од тие крајови направил многу крстови. Едни по бајраците на војската, други по одаите во царајо, други по раскрсниците, а големиот крст го клал во азното. Дури стојал крстот во азното ја се множело, а од кога се зел крстот од азното, се назад одел. Кога го секле трошките и деланките и собрале во еден чаршав, и смешал царот со злато и сребро, те истопил заедно и пресекол пари бели. Тие пари се подариле на тие рисјански деца што сакаше да ја колит и сечит и крвта да му ја збира за да се лекуват. Тие пари или рупчиња од Елена и Костадин чудеси ја правеја по болни и неолни, а најпоеќе на деца урочени на секакво имање. Рупчињата беа свиткани како чашурка за да може да стои вода внатре и со таа вода напиваа болните и се измиваа. Дури и ден денеска некои стари рупчиња имат и со нив мијат урочени деца.